Уште еден ден имаат граѓаните за да ја поднесат годишната даночна пријава до Управата за јавни приходи. Веќе востановената практика на поединци работите да се завршат во последен момент се чини годинава не изостана. Иако можноста за поднесување на пријавата ја имаат од почетокот на годинава, работите се повторуваат. Досега се поднесени 27.460 пријави, од кои 100 по електронски пат. За неисполнувањето на оваа обврска, граѓаните можат да се соочат и со казни. Освен лично поднесување во нашите даночни канцеларии, секој кој што е во обврска може истото да го стори на начин што ќе ја достави годишната даночна пријава по пошта, а за оние граѓани кои што се со место на престој или евентуално се вон нашиот регион, истото можат да го сторат и во Скопје. Исто така може да се достави годишната даночна пријава и по електронски пат. Предуслов за истото е да бидат регистрирани на нашиот e-такс систем. Неисполнувањето на оваа законска обврска во рокот, значи до 15 март, предизвикува и соодветни санкции за граѓаните. И за истото согласно Законот за персонален данок на доход се предвидени казни глоби кои што се движат во висина од 100 до 200 евро во денарска противвредност. Од регионалната дирекција на Управата за јавни приходи во Тетово, следејќи ги податоците од претходните години, очекуваат за 2016 да бидат поднесени над 35.000 годишни даночни пријави. Тоа пак би значило дека за само еден ден ќе треба да се примат и обработат околу 8.000 пријави.